Јас заврнам овде, не е она вода, него вардар е. Вардар бе, вардар. Секогаш кога ќе заврне зимска доба, значи сите над 40 куќи се поплавени. Населби Брсјачка буна и Пелагонија во долниот дел во Скопската општина Шуто-Оризари. Без атмосферска канализација, водата се спушта по тесните и запуштени улички и влегува во импровизираните живеалишта на околу 200 семејства. Знаат ли местна заедница, знаат сите. Идеме да се жениме таму. Ни вика, ќе дојдеме, ќе копаме, ќе правиме. Ако е за гласене, јас ќе правам, оне вика ќе прави. Там си може да земеме и да одиме во дуќанот и да се вратиме со таму. Во делот на селбата нема ниту приклучок до градскиот водовод, а со тоа ни чиста вода за пиење. Инфраструктурните проблеми се речиси се присутни во целата општина. Но во предизборие има и многу решенија. Затоа ги побаравме 5 теми на кандидати за градоначалници за да ги прашаме како мислат да создадат хумани услови за живот во Шуто-Оризари ако бидат избрани. На поканата не се одзва кандидатот на ДПА Халит Исеини. Актуелниот градоначалник од редовите на СДСМ, Курто Дудуш, на овие избори е кандидат на коалицијата на Дом и ЛДП. И на сите анкети водев убедливо пред сите други кандидати. И очекував дека партијата ќе ме номинира за кандидат. И за жал тоа не се случи. Дудуш вели дека Шуто-Оризари е општина запоставена од сите власти. Сега, прв пат по долго време, има реконструкција и изградба на улици со средства од ТАВ програмата, пари кои централната власт ги подели на општините од нереализираниот карго аеродром во Штип. Со пари од Европската комисија пак се цртаат нови детални урбанистички планови кои се неопходни и за легализација на дел од куќите и за понатамошен развој. Некои блокови се веќе завршени, некои се негде околу 60%. Меѓутоа, знаете како оди со деталните урбанистички планови. Тоа е процес кој не зависи само од нашата општина, тоа е процес кој зависи од повеќе фактори. Тука има Министерство за транспорт и врски, град Скопје, па има и водовод и канализација, телекомуникација, од сите треба согласности да се земат. Носењето на дупови е прв чекор кон создавање хумани услови за живот. Од нив зависат комуналните приклучоци, но и можноста за планска изградба на социјално домување, како студијата за Горно Оризари која предвидува до 161 куќа на парцела од 80.000 метри квадратни. Дуповите ќе овозможат изградба на трговска и индустријска зона. Ние во овие 4 години мислам дека повеќе од 4000 легализации издадовме. Буквално се што имаше комплетна документација се е издадено. Ни останаа некои 2000 легализации кои имаат некомплетна документација. Но 4 годишната работа на Дудуш е предмет на критика напротив кандидатот од неговата довчерашна партија СДСМ, Асан Ферат. Реално има некои резултати кои се видливи, меѓутоа тоа не е доволно за ромскиот народ. Ферат е бизнисмен, собственик на компаниите Матекс и Европа Пазар, а воедно и председател на општинската организација на СДСМ во Шуто-Оризари. Пред изборите ги мапирале клучните проблеми во општината. Особено во делот на бараките, таму откако постои општината, таму не е фрлена ни една лопата на асфалт. Меѓутоа не е само тоа проблем. Под тие бараки и луѓето со текот на времето, деценијски проблем, луѓето изградија, доградија куќи, собички и така натаму. И сето тоа допринело да капацитетот на постоечките стари системи не се повеќе во функција. И сега имаме проблем кој на идните генерации ќе им прави голема штета. Според Ферат, легализацијата е залудна ако куќите немаат пристапи до чиста вода и канализација. Сепак ветува дека ќе се стреми да се легализираат сите објекти, бидејќи развлекувањето на процесот бил извор на корупција. Тоа мора да се стопира. Значи, се што е реално и се што е одржливо и што е законски можно да се легализира во најкус можен рок.
Истовремено, паралелно, да се работи и на случајот за оттуѓување на дворното место на луѓето, за да имаат комплетна документација и да остават на следните генерации. Дека легализацијата од стрикно урбанистички се претворила во корупцијски процес, се согласува и кандидатот за градоначалник од Левица, Тефик Махмуд. Дипломираниот правник и магистер во областа на миграција од Универзитетот Оксфорд е познат активист за човекови права, кој првпат е во политиката. Бурекот што го јадевме до вчера не убедува дека е поразлично од баничката што јадеме денеска. Го видовме и ВМРО, го видовме и СДСМ на локално ниво, време е да видиме нови лица. Една од заложбите на Махмуд е брзо да го заврши процесот на легализација во Шуто Оризари. Тоа е секоја куќа да се добие право на легализација, се додека ги исполнува законските услови, без дополнителни трошоци, без мито, без корупција. Еднаш за секогаш тоа мора да запре и ќе запре во Шуто Оризари. Но програмата на Махмуд предвидува и промени во образованието, домувањето, вработувањето, животната средина и здравството. Тој смета дека се потребни многу промени во заедницата во која пораснал. Подобрувањето на условите за ромите, додава, се и предуслов за влез во ЕУ, нешто што локалната власт треба да го искористи. Не треба да чекаат од владата, можат и доколку знаат истата реализација да ја остваруваат, можат и преку некои други канали. Тука алудирам на ИПА фондови, алудирам на ЕУ институции, алудирам на други извори што можат да се оптимизираат за да се подобрат условите на живење на граѓаните во Шуто Оризари. Геге Демировски пак е кандидат на Народна партија на ромите. Вели дека има поддршка од народните сили на ромите, Сојузот на ромите и ВМРО ДПМНЕ. По локалните избори во 2017 година, Демировски кратко беше претседател на Советот во општината. Од таа позиција, вели, знае најдобро што и треба на општината. Јас си знам за ромскиот народ во Шуто Оризари што треба и што не треба, но ова ѓубриште вака да живеат мојот народ, каде што не фермат. Како Петре Шилегов не ги ферма ромите, градоначалникот сегашниот, истиот, значи не работат правилно. За разлика од повеќето кандидати кои веруваат во победа во првиот круг, Демировски предвидува втор круг во Шутка, во кој ќе победи тој. Граѓаните имат голем притисок, граѓаните во Шуто Оризари имат многу закани, од сегашните, нели, кои што е на власт. Граѓаните во Шуто Оризари знаат дека нема да победат и нема да гласа за Социјалдемократски сојуз, нема да гласи за Пасиев, нема да гласи за ЛДП и Дом. Иако високи 83% од ромите велат дека го поседуваат своето живеалиште, многумина немаат правен доказ за собственост. Според социјалното мапирање на ромите од 2019 година, кое се спроведе со помош од ЕУ за потребите на Министерството за труд и социјална политика, само 38% од ромите изјавиле дека ги легализирале куќите. Уште 30% велат дека се во процес на легализација, а 4% одговориле дека само еден дел од живеалиштето е легализиран. Ако станува збор за некои документи, како лична карта, изјава, такви работи се дополнува, но доколку недостасува елаборатот, тоа е малку проблематично, затоа што веќе системски се вадат елаборатите и тешко може да се среди. Тоа и тука луѓето не можат да ги легализираат нивните домови. Вториот проблем е имотно-правните односи. Особено е присутен кај ромските семејства, затоа што на време не ги решавале тие работи, иако законот олеснува легализација и нели плаќање на крај по 1 евро од квадрат, но сепак тие семејства ги немаат ни тие пари. Системски слабости, вели Демировски, има и кај општината. Кога нема експертска помош преку проекти, работите тешко мреднуваат од мртва точка. Од внатре општината сама го остава процесот на самите граѓани. Луѓето и најчесто еден од проблемите исто така е големата неинформираност. Не ги познаваат процесите, тешко оди процесот, дури дојде да општината да ги повика да ги дополнат документите, времето поминува, луѓето може и ќе заминат од тука, ги нема, па ќе се вратат, така да покомплексен е тој проблем, но еве во последно време, во овие последните 3 години особено, со неколкуте проекти веќе има надеж дека дел од предметите ќе се решат и ќе се помогне на ромската заедница.
Подобрување на домувањето, но и образованието, вработувањето во јавниот сектор и здравствената заштита на ромите се и државна обврска. На тоа се обврзаа премиерите на Западен Балкан, кога ја усвоја Познанската декларација за интеграција на ромите во рамки на процесот на проширување на ЕУ. Но најбрзи промени ромите можат да почувствуваат преку ангажманот на општините. Се разбира, ако политичарите не ги заборават ветувањата откако ќе бидат избрани.